Поштовни гледачи на спортска мрежа се наоѓаме во Подараш, поранешна општина, сега веќе во склоп на општина Радовиш, по повод да го најавиме второто издание на турнирот Подараш 2025 во мал фудбал. Разговарам со Блаже Василев, кој што е еден од организаторите на овој турнир. Ќе имаме можност да поразговараме, првично да видиме идејата која што дошла за да се формира овој турнир, со оглед на фактот како што кажа второ издание. Првото издание беше минатата година, ова е второ издание. Пријавите да потенцираме уште еднаш дека се во тек и дека ќе може да пријавите екипа, ќе поразговараме околу тоа како и на кој начин може да ја пријавите екипа доколку се уште немате пријавено. Второ издание 2025, да. Како дојде идејата минатата година за прв пат да организирате турнир во општина Подараш, како што кажа поранешно, сега нели село Подараш, така. Село Подараш е село оддалечено 8 км од Радовиш и исто така е под Радовишката општина, поранешна општина Подараш. Идејата е малку од поодамна. Јас како млад играв исто по турнири и идејата ми од таму дојде да организирам, некој пат имах идеја да ја организирам турнир во Подараш. Ама немаше игралиште, да има турнир воопшто во прв пат, да, заправо имаше турнир еднодневни за великденските празници на големото игралиште. Да, а оваков настан од 20 на дена поголем турнир не е имало. Ова е најголем настан колку што знам јас у Подараш. Да. Минатата година прво издание, морам да признам дека нели условите се одлични со оглед на фактот дека станува збор за голем спортски терен со трибина на кој што има и собликувални. Каков беше одзивот на публиката, не само нели тука во локалното население од Подараш, околината и Радовиш, туку нели интересот и од останатите градови или општини? Имаше поголем одзив, имаше од околината народ доаѓаше на турнирот, публика да гледа, имаше и екипи од цела Македонија, имаше од Скопје, имаше од Струмица, од Штип, од Велес, исто имаше екипи, а исто и публика доаѓаше и од другите градови. Секако екипата што се игра доаѓа исто и од другите тие градови, доаѓаше и публика, подршка за самата екипа, да. Како ќе сублимирам првото издание, колку како организатори сте задоволни од одзивот на екипите, од интересот? Спомнавме дека од публиката нели чиста десетка дека нели доаѓа. Како го поминавте првото издание и кое е вашето искуство како организатори по прв пат на тој турнир? Првото издание беше со 24 екипи, се играше малку по различен систем од другите. Се играше во 8 групи по 3 екипи. И првата екипа влегуваше директно во осмина финале, додека втората и третата во групата играа бараш утакмици. Так. И беше со поразличен систем и за да после преку тие бараш утакмици да стигнат до осмина финале. Так. Да, и беше турнирот се одвиваше со 24 екипи и беше од наша страна ние колку тоа што го очекувавме и ни се исполни и самата публика и од екипи и од друг аспект, од секој аспект ни се оствари, да. Имаше ли силна конкуренција со оглед на фактот дека учествува доста, ајде да речем, екипи кои што нели се познати кон некои што го пратат малиот фудбал, особено по овој турнир низ Македонија? Имаше силни екипи, имаше од Скопје добра силна екипа, играше за спонзор од Подараш, Данил Инженеринг, екипа составена од Драган Брнјачевски, Зоки Тасевски, Пеце Даиловски, футсал играчи, исто друга екипа, играше за исто спонзор од Подараш, Славел Стил, Диме Андов, Антонио Петровски репрезентативец во футсал, Кири Ивановски и други. Така, значи станува збор за доста доста квалитетен турнир, мислам екипи квалитетни, да. Така. Сега е второ издание, пријавите се уште во тек. Како е одзивот до сега и дали има некој лимитирање или сепак останува отворено до колку има интерес или бројката да биде поголема? Оваа година решивме да го лимитираме на 20 екипи, ќе се игра сега по друг систем, во 4 групи по 5 екипи. Првите 4 влегуваат 4 групи по 4, 16 екипи за осмина финале. Така, значи само една екипа испаѓа. Една екипа испаѓа, да, има направено е шема, прв со четврт, втор со трет и последниот ден од групите ќе се ждребува со која група само ќе укрстува за понатамошното надпреварување од осмина финале натаму. Така, до кога е отворено пријавувањето? Пријавувањето е отворено до националниот празник до Илинден, до 2-8 е отворено. Ждребките ќе бидат на 3 август, а турнирот започнува на 5. Додека финалето е планирано, ако е се во ред со временските услови, на 27 август. Така, пред големиот празник Богородица. Така. Телефонски број за да може да се пријават? 078 346 208 кај Александар. Така. И сега ова година
ајде да спомнем околу наградниот фонд има покачувани во однос на минатата година и околу делот на индивидуални награди. Што е тука планирано? Покрона стандардна или прво, второ и трето место? Прво место е 150.000 денари, второ е 75, трето е 35, четврто е 20. На индивидуалните награди се 5.000 денари најдобар играч, 5.000 денари најдобар стрелец, 5.000 денари најдобар голман и 5.000 денари најдобар млад играч и статуетки. Така. Одат со наградите. Сакам да потенцирам дека во финансискиот дел награди што се прво, второ, трето и четврто место, нашето здружение, организаторот го покрива данокот и тие се парите се чисти, добиваат на екипите што го освојуваат наградите, добиваат чисти парични награди, колку што се така. на рекламата. Така, и сега околу дело на самите интерес спомнавме дека на 20 екипи досега има ли можеби некоја екипа која што минатата година настапувала, кој е минатогодишниот освојувач и дали ете истиот ќе настапи со цел нели да го одбрне тронот овде во Подареш? Минатогодишниот освојувач е екипата од Радович Фрейт One. Исто така да, има пријавено и оваа година на турнирот екипа. Они се ќе се борат со желба се за да го одбранат тронот. Знаеме дека полесно е да го освоиш, а потешко е да го одбранеш. Па ќе видиме што следува. До некаде нели ќе бидат и како домаќин со оглед на фактот дека нели се и Радовичка екипа, ќе има ли веќе интереси учество на екипи од останатите градови од Македонија? Па имаме од Струмица екипи пријавено, имаме од Скопје, да се пофалам, екипата на Зоран Левевски оваа година исто е пријавена на нашиот турнир. Лани не можеше, фактот дека игра квалификации за Лига на шампиони, валјда и оваа година ќе играт, али Зоран Левевски и Игор Крстевски, Иван Крстевски се само, така да има, екипата е пријавена и они се како најголем, звучни имена, па и погледањето така како најголем фаворит број 1. Така. Спомнавме дека генерално овај терен кој што ги исполнува, да речем, условите и реално да бидам искрен, условите се одлични и теренот е многу поголем за разлика од оние другите каде што може да се очекува многу подобри услови за игра. Ако финишираме овде со разговорот, што она што друго би можеле да откриеме во поглед на турнирот оваа година, дали може да очекуваме некои други и можеби изненадување за публиката, некои награди или не знам како што имате предвидено, нешто што е плюс, ете, ако можам да кажем и во тој дел. Па имаме некои разговори со останатиот дел од организацијата да има нешто и за публиката, изненадување некое, и па ќе со тек на времето ќе откриеме, нека биде ако стане изненадување. Така, значи да можеме нели да ја привлечеме публиката да дојде да се изненади. Да биде изненадување. Така, уште еднаш да потенцираме дека пријавите се отворени до 2.8. Кога ќе биде ждребување? Ждребувањето е на 3.8, а турнирот започнува на 5, а финалето е предвидено на 27.8. Така, значи може да очекуваме дека трети веќе ќе бидат и формирани групите, трети, четврти ќе бидат формирани групите, трети ќе бидат формирани групите и распоредот четврти ќе биде објавен. Така. И после пети почнуваат старт на турнирот и продолжуваме по така, дали можеби веќе има утврдено по колку надпревара ќе се играат, дали има веќе фиксирано можеби термини, не знам, од 20-21 часот за да веќе од прилика луѓето знаат и да си го планираат своето време за да дојдат овде да проследат добар фудбал. Термините се фиксирани на начин ако има увечер 3 утакмици од 20:30, 21:30 и 22:30. Ако има 4 утакмици по распоред 20, 21, 22 и 23, ако има 2 утакмици 21 и 22. Така. И сега на крајот од разговорот да откриеме околу делот на формата на надпреварување. Се игра 4+1, 5+1. Како е? Се игра 5+1 со делумно футсал правила. Колку екипи, колку играчи може да пријават? Екипите може да пријават најмногу 10 играчи во групите и 8 на финале, додека од четврт финале следува уште еден играч џокер. Џокер, така. Тој не се наплаќа. Така. Тој се пријавува, екипата се управа, има право да биде играч што не е учествувал на турнирот. Така. И сега во делот на групната фаза, доколку надпреварот заврши без победник или нерешено, дали се оди кон изведување на пенали или се делат бодови? Доколку надпреварот заврши нерешено, се оди на пенали, се изведуваат по 3 пенали. Така. Прво, ако биде нерешено, после по еден наизменично. Така, додека се добие победник. Додека се добие победник, да. И на крајот да финишираме со времено одигрување на надпреварите. Претпоставам ќе дадат 2 пати по 20.
Да, два пъти по 20 групна фаза, 8 на финале и четвртфинале, додека полуфинале и финале се играат два пъти по 25. Ако нема победник во елиминационната фаза, ако нема победник, следуваат продолжение два пъти по 5 минути Така. и тогаш ако нема следуваат пенали. Одлично. Значи ова во кратки црта го сублимирав и делот на правилата и во делот на наградите кои што ете имат можност гледачите да ги видат, да ги спромовираме и да бидам искрен да признам добар дизајн на пехари и на медали, така да ете оние кои што ќе настапат ќе имаат можност да ги видат со што би се закителе како и во делот на индивидуални награди, во делот на оние колективни, ако можам така да се изразам, награди. Ова е се што можевме, уште еднаш ќе потенцираме дека пријавите се отворени и може да се пријавите, имате доволно време да размислите да дојдете да учествувате на овој турнир кој што второ издание и нормално дека ќе има интерес затоа што доаѓаат навистина добри квалитетни екипи, така да Фрейт Уан ќе оде кон одбрана, има доста нели ајде да речем конкуренти кои што ќе сакаат да се надпреваруваат за награда за прво место од 150 или до чисти 150.000 денари. Уште еднаш благодарност за овој пречек овде во Подареш, одлична атмосфера, одлични ете ќе имаат можност гледачите да го видат самиот терен и оние пред се кои што ќе учествуваат тука на турнирот, оние кои што ете по прв пат ќе дојдат практично овде, оние кои што настапувале минатата година ги знаат условите. Така да ете од 5 натаму ќе имаат можност да уживаат овде секоја вечер, претпоставам можеби ќе има ден-два некаде за одмор, меѓутоа тоа ќе го соопштиме кога ќе биде комплетен распоредот. 27 е големото финале ден пред големиот празник. Благодарност и до спортска мрежа за укажаната подршка да биде спортски медиумски покровител на турнирот. Па се надеваме и ги покануваме сите љубители на малиот фудбал да дојдат во Подареш и да уживаат во прекрасната атмосфера. И добра скара. И добра скара. И да на пиво секој. Така е. Почитувани гледачи, ова е се од Подареш на спортска мрежа. Го најавивме со Блаже овој турнир кој што веќе претходно имавте можност нели да читате на спортска мрежа дека пријавите веќе се отворени. Спомнавме во делот на наградите, спомнавме и во делот на правилата кои што ќе бидат тука, ќе има дополнителни правилник, секако спомнавме дека пријавите се отворени, така да останува само да ја пријавите вашата екипа доколку се уште немате пријавени, оние кои што ете можеби нема да бидат дел од турнирот како играчи, ама ќе бидат добри верна публика и да уживаат овде во она прекрасна атмосфера, како што кажав, овде Подареш е добар домаќин, луѓето и организаторите, така да ќе поминете добар период овде во Подареш, да уживате секоја вечер во добри надпревари. Останете понатаму со спортска мрежа и претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.